Одавно сме навлезени во новата ера на информатичката револуција. Приватноста во овој дигитален век. Информатичката револуција представува посебен предизвик во однос на приватноста, интегритетот. Собирањето лични информации за идентификација е возможно во поголема мера отколку порано. Зачувувањето не е само скапо, туку и постојано поевтинува. Ефтино е исто така да добиете информации кои понекогаш се скапи. Зад овој вовед кој го читам од флаерот кој го има подготвен USAID за околу приватноста во дигиталната ера, стојат изворедно многу регистрирани злоупотреби на ова информатичка и медиумска ера. Јас ќе ви кажам неколку лични сознанија. Внимавајте, на плоштад се снима. Внимавајте, пред една значајна градска кафеана се снима. Една агенција за безбедност, речи си 24 часа снима. Плоштадот со кадри, исто така можете да го забележите со луѓе на веб страници на многу интернет корисници. Можете да заминете во клиники и ќе бидете стресени од идејата дека во најчувствителната фаза на приватноста, болеста, личноста и така натаму, утре заутре може да ве снимат. Исто така можете да бидете забезекнати пред сознанието дека вашата пластична платежна картичка некој утре на некој банко автомат ви излекол пари, без воопшто да бидете свесни дека тоа е најсофистицираниот облик на современиот џепрлак. И се разбира, можам уште милион такви податоци да ви кажам, и лични, и колективни. Меѓу другото, денева седев во една кафеана во која апсолутно беше видливо дека камери снимаат внатре во кафичот, односно во кафеаната. Се разбира, има милион прашања како во оваа сфера на дигитализација да го зачуваме нашиот интегритет и нашата приватност. Како при тоа новата технологија да биде во функција на луѓето и на подобрувањето на современите текови и на бизнисот и на достапноста на информациите. Можете да поставите уште безброј прашања. Се разбира, ако го проширите, веројатно студијава ќе беше кусо за, односно мало за бројните гости кои од специфичните сфери ќе треба да одговарат за можната злоупотреба на личните податоци. Пред 2 години е донесен законот за заштита на личните податоци. Толку време постои, речиси, дирекцијата за заштита на личните податоци, но и за македонскиот синдром на Владева од утре треба да стапат во сила законските казнени одредби во кои секој што ќе оддаде лични податоци или манипулира со нив ќе биде подложен и како организација и како поединец на ригорозни казни. Во нашето студио е Маријана Марушич, директор на Агенцијата за заштита на личните податоци, Љубомир Тајковски, еден од познатите информатичари кој е председател на ИСИ, Иницијатива за информатичка безбедност, Горан Чамуровски, еден од менаџерите кој се занимава со сертификација на компјутерската безбедност, и Драги Змејанац од невладината организација Меѓаши, од проста причина што најверојатно забележувате дека педофилијата и интернет порнографијата речиси станува составен дел на општата манипулација со неволите и со приватноста. Марушич, со колку би можел да бидам казнет или било кој што ќе го оддаде интегритетот матичниот број и биде злоупотребено при тоа право на тајноста на мојот код личен? Зависно од тоа, дали ваквата повреда ќе биде сторена од страна на контролор кој што... Господин Змејанац, како и на кои се форми се користат во злоупотребата на детето преку интернет и преку целата ова нова ера на дигитализација и технолошка револуција? Има два моменти, превентивен и законски. А превентивниот е никогаш децата не знаат кој стои од другата страна и мора родителите... Држите го малце по да ја види камерата. Никогаш родителите не знаат кој од другата страна. Ова е програма што ја водат бугарите и пољаците. Јас сакам околу нивните искуства и во соседна Србија да проговорам дека многу малку родителите посветуваат внимание на тоа децата
со кого се на интернет, онлайн. Околу превентивните програми, мислам дека децата не треба да дават свои лични податоци, не треба да дават фотографии, место на живење, адреса, улица, другарче, никаков личен податок не треба, со тој таму што е на линија, може само псевдоним. И ако добијат непристојни пораки или содржини на интернет, мора да го известат најблискиот, родителот, некој кој е околу него, ако има вознемирувачка содржина или некоја провокативна содржина или повик за средба. Никогаш не треба децата да се сретнат со непознато лице или да не го известат родителот за таквата случка. Родителите треба да бидат внимателни. Децата колку време посветуваат на интернет? Со кого се во онлайн комуникација? Дали се тоа другарчиња од соседството? Дали се другарчиња кои учат во училиште или непознати лица? Ако забележат дека детето се повлекува, таи, нешто го мачи, да поразговараат со него, што се случува? Затоа што детето може да добие непристојна содржина или може да види... Уште малку вовед. Господин Чемуровски. Сајтови што секојдневно ги посетуваме немаат политика на приватност, односно не нудат никаква заштита и безбедност на податоците што ние ги оставаме при посета на сајтовите. Им даваме информација за тоа која е адресата на нашиот компјутер, во кое време сме пристапиле, кои податоци сме ги презеле од нив и слично. Но исто така оставаме податоци од типот на нашата адреса за e-пошта, ако се пријавиме да пратиме податоци преку некој вебсайт, може да ги оставиме дури и на други низалични податоци од типот на име, презиме, начини на кои што ние може да бидеме идентификувани кога пишуваме на форуми. Па тоа пак ќе се вратиме на истото, значи да ја развиеме повторна свеста и сега конкретно на децата. Идејата на дирекцијата е токму да се насочиме следнава година на заштита на личните податоци на децата. Веќе тоа и го правиме. Предходнава година посетивме голем број на училишта во кои што одржавме предавања за заштита на личните податоци. Се случува многу често, скоро секое дете на возраст од 10 години па до 18 години има свои блогови, имаат свои веб страни на кои што ги изнесуваат своите лични податоци, меѓутоа навистина во голема мера. И тоа не само своите лични податоци, туку ги изнесуваат и личните податоци на своите родители, на своите пријатели. Значи мора да се делува во насока да ова се спречи. А тоа Кога мислите тоа да го направите? Со оглед на фактот дека владата тргнува во офанзива, 2000 компјутери се распоредени, за секој дете компјутер, за секој, ај студентите може да прават што сакат, бидејќи се помнолетни. Кога тоа ќе направи? Работиме на тоа. Работиме. Мислите дека тоа може да дадат ефекти, Змијанец? Може да дадат превентивните програми ефекти. Мислам дека треба да се работи со деца од најмала возраст и со родителите на превентивни, посебно околу заштита на податоци. Значи, како што напоменав, децата никако не смеат да дадат лични податоци, фотографија, адреса на живење, училиште, другарче, родители, едноставно, дури кога бараат податоци, да одбијат или пак ако добијат непријатни содржини, да ја прекинат комуникацијата. И мислам дека треба се доверат на родителите и да разговара за секоја непријатна ситуација која ќе ја доживеат на интернет. Трајковски, Чемуровски, која одговорност е на провајдерите? Казнените мерки. Може ли да предложам дека мислам дека во Македонија веќе постојат во Европска унија национални коалиции за безбеден интернет, каде што се вклучени граѓански организации, владата со низините агенции, институции, провајдерите, социјално одговорни бизнисмени, посебно училиштата, бидејќи се компјутеризираат училиштата, да се направи една заедничка стратегија за безбеден интернет. И мислам дека треба да се проговори дека има еден исчекор напред, посебно во казнените одредби, иако тие се непопуларни и се крајна мерка. Казната затвор од 3 до 5 години веќе се однесува на тие кои произведуваат детска порнографија, но во овој случај сега и за нарачателите на тие кои набавуваат за собствени потреби порнографска содржина. Така да од тој аспект казната затвор е зголемена од 3 на 5 години, но тоа е веќе крајна мерка, како што се согласивме веќе повеќето присутни тука дека превентивните програми мора да бидат интензивно, посебно треба да се едуцираат таму каде што децата имаат пристап до интернет. И интернет кафичите исто така мора да имаат лиценца за работа и посебно треба да бидат едуцирани да не им се дозволува на деца под 18 години возраст да може да пристапуваат на компрометирачки интернет содржини. Има